Вечерни вести во 9, добро вечерва. Се уапсени актуелниот и уште двајца градоначалници на Кочани и истрагата се проширува. Во Кочани е Тамара Дичовска, кои се последните детали. Љупчо Папазов, Николчо Илиев и Радко Димитровски, тројца поранешни градоначалници на Кочани, се приведени денеска, но приведено е уште едно лице. Ние се наоѓаме тука пред судот во Кочани, каде што и од обвинителството најавија дека во текот на вечерта ќе се спроведува полициска акција за сите оние кои што се сумничат дека имаат некаква инволвираност во пожарот кој што се случи во неделата во дискотеката Пулс. Како што нагласив, ние сме тука во близина на судот, бидејќи пред судот припадници на Министерството на внатрешни работи ни кажа да се оддалечиме поради наша безбедност, односно бидејќи не било безбедно за новинарските екипи да стојат пред вратите на обвинителството. Тука има и неколку полициски комбиња кои што од веќе некое време чекаат пред судот, но пред околу 10 минути пред ова вклучување пред судот пристигна и комбе од затворска полиција. Има тука околу 10-15 граѓани од Кочани. Можев да забележам дека тука и една сопруга на обезбедувањето кој што е приведено, бидејќи таа пред некој ден на јавниот собир кој што беше во Кочани даде изјава, така и ја припознав, се обидов да ги прашам зошто се тука, но не сака да споделат информации со медиумите, чекаат да видат кого ќе изнесат од судот и кого предпоставува дека ги донеле од затворската полиција, низиниот сопруг, но и некои од другите што се приведени. Од обвинителството не соопштуваат вечерва никакви информации, кажа дека деталите ќе ги имаме во текот на утрешниот ден, но од оние прозори каде што буквално пред судот можеше да се гледа внатре во просториите што се случува, но вработени во судот, дури бевме таму со картони ги излепија прозорите за да не може да се гледаат и увидат активностите кои што ги вршат внатре. Они информации со кои што располагаме се дека тројцата поранешни, сите градоначалници на Кочани се приведени вечерва заедно со уште едно лице. Дали ќе им биде определен и на нив краткотраен притвор или 30-дневен притвор, ние остануваме тука да видиме кои ќе бидат новите информации. Доколку имаме, ќе ги пренесеме и во вестите во 23 часот. Благодарам Тамара Дичовска за последните проширување на акцијата во Кочани. 6 малолетници меѓу 59 загинати во пожарот во Кочанската дискотека. Обвинителството ја објави возраста на загинатите, а Министерството за здравство нивните имиња. Колони граѓани кои од утринава се упатија кон гробиштата во Кочани се збогуваа и им оддадоа почит на загинатите. Најтажниот ден во Македонија го обвитка Кочани и цела земја во црнина. Збогување со загинатите имаше во Скопје, Штип и во Струмица. Во главниот град беа погребани музичарите од бендот ДНК. Во Струмица последен поздрав за бумјарот на бендот фудбалскиот клуб Шкупи се збогуваше со младиот фудбалер. На плоштадите низ целата држава се палеа свеќи за загинатите. Не, статично.
Се подобрува состојбата на дел од повредените во трагичниот пожар. Дел од нив и денеска беа испратени на лекување во странство. Во стабилна состојба се 173 пациенти повредени од пожарот во Кочани, хоспитализирани во земјата и странство. Вчера на домашно лекување биле пуштени тројца, исто толку ќе заминат дома во текот на утрешниот ден. Министерот за здравство најави дека кај повредените ќе прават и токсиколошки анализи. И список со токсиколози е доставен до сите здравствени установи, каде има од повредените од трагедијата во Кочани. Сите пациенти што се лекуваат во државата и надвор од државата се во стабилна и добра состојба. Повеќето од нив се подобруваат. Од вкупно 20 што беа критични пациенти, сега денеска констатираме дека се 10 потешки пациенти кои што се повторно и тие се стабилни надвор од животна опасност. Денеска имаме повторно понуди од повеќе држави. Ќе видиме каква е состојбата на пациентите. Евентуално може максимум до 10 да се испратат, меѓутоа може би и не. Ќе видиме, ќе одлучиме повторно во состанок со колегите. Колку ќе трае процесот на лекување кај повредените, никој не знае и не може да се каже со сигурност. Специјалисти по пластична хирургија велат дека кај вакви изгореници за текот на третманот може да направат проценка по седмиот ден. Се уште е рано да се прават проценки. Секако треба да се почека седмиот ден као некоја прекретница, меѓутоа тоа не е строго косонош пресечено. Секако дека има тие фази се преклопуваат, некогаш се пролонгираат, зависно од тоа и од самиот организам, зависно од третманот, зависно од претходните болести, возраста на пациентите и така натаму. Така да сепак првичниот дел е 6-7 ден. За втората проценка да се направи како понатаму ќе одат пациентите, затоа што се рачуна дека до 7-миот ден барем се стабилизирани. Во странски медицински центри 30 од повредените се хоспитализирани во Србија, од кои 10 на ВМА. 15 во Бугарија, 12 во Грција, 9 во Турција, како и во болници во Австрија, Словенија, Литванија, Белгија, Италија, Полска, Шведска, Турција. Сања Димитровска, Сител телевизија. Трагедијата во Кочани ќе остави големи траги. Психолозите советуваат дека следната фаза на која државата треба да посвети внимание е процес на рехабилитација и психолошка подршка. Габриела Лескова работеше на оваа тема, каби што велат експертите. Голем број на психолози, педагози, меѓутоа и други стручни лица се наоѓаат во Кочанската болница и се достапни 24/7 за кочанчани, особено по страшната несреќа која што се случи во неделата наутро. Од Министерството за здравство потврдуваат дека на терен се психијатри, психолози и се достапни за граѓаните во секој момент. Откако се случи страшната несреќа во дискотеката Пулс во Кочани, од Министерството за образование и наука испрати и посебни насоки и протоколи до родителите во однос на тоа на кој начин да им ја соопштат оваа страшна вест на своите деца која што ја зави цела Македонија во црно. Разговаравме со експерти, тие велат дека периодот кој што следува е навистина тежок, меѓутоа треба да се мобилизираат сите, родителите, директорите, стручните лица во училиштата, како и воспитно-образовните професори, да се разговара со децата, нивните емоции да не се потиснуваат, туку да излезат на површина за да бидат свесни за реалноста која што се случи. Во приложение да проследиме што велат експертите. Психолози, психијатри и останати стручни лица се во Кочани и се на располагање за потребите на граѓаните во овие тешки моменти. Од Министерството за здравство потврдуваат дека зајакнати медицински тимови се на терен и се достапни за граѓаните. За психосоцијалната работа Министерството за здравство веќе објави еден број за консултации. Клиниката за психијатрија ангажирана, испратени се низ помош луѓе во општата болница во Кочани. Траумата е огромна во цела земја, посебно во Кочани, Облешево, Виница, местата каде што има
погинати. Веднаш по несреќата од Министерството за образование и наука испратија низа препораки до родителите за постапување во вакви вонредни ситуации. Меѓу приоритетните совети кои се испраќаат до родителите се наведува првенствено да ги уверат децата дека се безбедни, да разговараат со нив, но и да го ограничат времето во гледање на вести, како информации кои кружат на социјалните мрежи. Експерти по социологија истакнуваат и важноста на воспитно-образовните професори во овој ковен период, да стават приоритет на разговорите со децата и за време на часовите, а емоциите да не се потиснуваат. Дозволете им на децата да ги исполат своите емоции. Разговарајте со нив, тоа е клучно за родителите. Квалитетното родителство во смисла поминете време. Прашите го што го тишти, објаснете му го на некој начин животот, дека без оглед велам како карактерно, затоа што добиваме ние мейлови овие денови, вели некој моето дете се осами, стави слушалки, не сака да разговара. Стресот дополнително, знаете нешто, ако се таложи еден ден ќе ескалира, ќе експлодира. Тешко ќе биде да се врати и довербата во институциите, која постројната несреќа е струшена. Нема адхок решение за да се излечи стравот на граѓаните, да седнат на кафе, да влезат во угостителски објект. Довербата во смисла во секој ден објект каде што ќе влезете, вие може да чувствувате дека да не се чувствувате сигурно. Моментот на сигурност полека треба да се враќа велам таа доверба, но потребно е време, бидејќи траумите кои што ќе бидат кај делот, кај поголемиот дел, меѓутоа поготово оние кои што се директно засегнати, кои што изгубиле некој свој близок, ќе бидат големи. Треба време, не може ниту адхок решенија, ниту нешто што и волшебна механизам и капсула не постои за тоа. Габриела Лескова, Сител телевизија. Затворени два објекта во Тетово, кај 16 кои биле предмет на проверка во Гостивар биле најдени неправилности. Продолжува акцијата на инспекцијските служби и МВР за проверка на лиценците и условите во кои работат угостителските објекти. Два угостителски објекти во Тетово синоќа биле затворени, а во сите 16 локални ноќни клубови што вчера биле проверувани од инспектори на територијата на Тетово и Гостивар биле утврдени низа неправилности, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Проверките се дел од владината акција за контрола на сите угостителски објекти по страотниот пожар во Кочани, поради низа пропусти, од издавањето на лиценца па се до исполнувањето на техничките и безбедносни услови за работа на ноќниот клуб. Извршени се контроли во 16 угостителски објекти, Тетово 10 и Гостивар 6, кај кои биле констатирани низа неправилности и од страна на пазарниот инспекторат и Дирекцијата за заштита и спасување, ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Додека од страна на пазарниот инспекторат биле затворени два угостителски објекти во Тетово, соопштуваат од МВР. Се работи за проверка која вршат тимови составени од инспектори на МВР, финансиската полиција, УЈП, Државниот пазарен инспекторат и на Дирекцијата за заштита и спасување. Досегашните контроли покажуваат дека дури половина од дискотеките, кабарињата и угостителските објекти не ги исполнуваат основните технички услови, потврди вчера за Сител премиерот Мицкоски. Добив информација од Државниот пазарен инспекторат дека се проверени повеќе од 60-70 локали. Дури и оние кои што постојат важечки лиценци, повеќето од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. И тоа е најголемиот проблем. Разговарав и со претседателот на ЗЕОС, подитно да закаже управен одбор, да се проверат сите оние објекти кои што се под општинска надлежност. Комуналните инспектори да излезат на терен, да ги проверат на стрешниците, терасите и така натаму и така натаму. Нема назад. Тргнавме, нема назад. Или ќе победи таа мафија, која што трае со децени, или ќе победи народот и државата. Ние сме на страната на народот и државата и одиме до крај. Инспекторите во текот на вчерашниот ден пак затворија и 3 други дискотеки кои не ги исполнувале условите и покрај тоа што имале важечка лиценца. Едно лице, собственик на ноќен клуб во Куманово пак, беше приведен, бидејќи при контролата бил затечен како дури тогаш внесува противпожарни апарати во локалот. Внатре пак му биле пронајдени пиротехнички материјали. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Двајца 18-годишници вчера славеле роден ден со огнобед во центарот на главниот град во Скопје, покрај 7-дневната жалост која е на сила. Двајцата се приведени и за нив е отворена постапка.
Завчера пак во Скопски бутел 2 лица палат огномет среде булевар, доведувајќи ги во опасност возачите и случајните минувачи. Двајца 18 годишници се уапсени откако запалиле огномет од ресторан во Скопје. Прогласените денови на жалост поради трагедијата во Кочани не ги предомислило да направат забава за роден ден. Утврдено е дека во угостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на МФ и МФ двајцата од Скопје бил запален огнометот. Тие се лишени од слобода и задржани во полициска станица во врска со член 387 од Кривичниот законник, а по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од МВР. Ке се гонат за отпор или непослушност према законити одлуки или мерки на државен орган. Но ова не е единствениот случај. На полноќ вечерта вторник спрема среда, огномет бил пуштен и од бутел, и тоа од сред булевар. На видеото објавено на социјалните мрежи од Коха се гледа како 2 лица ја палат пиротехниката и потоа бегаат со мотор. Црни траги на асфалтот и остатоци од огнометот се уште стојат на булеварот. Дел од жителите од околните згради ни рекоа дека се исплашиле да не им заврши огнометот дома или на тераса. Дел пак слушнале само звуци, ама се исплашиле да не е престрелка со пиштоли и не излегле да видат. Слушаме често пати се случуваат овде пукања. Сега дали се пиштоли или не знам. Меѓутоа и завчера имаше и тоа јако пукање, ама ми беше страв да излезам и не видов. Кое време од прилика се случи? Навечер околу 12. Секој пат тоа време се случува. Јас дола живеам на приземје и многу јако се слуша. А верувам и горе с комшите слушнале. Се исплашивте? Да. Како не, па заплашење. Полицијата работи на расчистување на случајот. Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје, а кутијата од употребените пиротехнички средства била подигната за понатамошна постапка, пишува во бюлтенот на МВР. Владата во неделата прогласи 7-дневна жалост на територија на целата држава по трагедијата со 59 жртви во пожарот во Кочанската дискотека. Повика секој да се придржува до одлуката, бидејќи казните за непочитување ќе бидат ригорозни. Мартин Арсов, Сител телевизија. Над 30 милиони денари досега легнале на сметката за донации на Црвениот крст, кон која и владата апелираше да бидат насочени целата помош. Од Црвениот крст апелираат донациите да бидат парични, бидејќи потребите за кебиње, храна и други средства се целосно задоволени. Повеќе од 30 милиони денари досега се собрани преку Фондот на солидарност на Црвениот крст и броевите за донација за помош на семејствата кои ги изгубија најмилите и на повредените во трагедијата во Кочани. Од Црвениот крст вела дека најмногу донации има преку телефонскиот број, но постојано стигнуваат финансиски средства преку отворената сметка од локални самоуправи, компании и граѓански организации од дома, но и од странство. Заклучено со вчерашниот ден, преку сите овие три начини на донирање, собрани се 30 милиони 88.821 денар. Тоа е заклучно со вчерашниот ден, а веќе од денес Црвениот крст 2 пати во текот на денот ќе прави пресек на средствата кои што пристигаат на овие три начини и се прави сумирање на вкупната сума. Сакам да истакнам дека оваа акција очекуваме да трае во наредните 10 дена, бидејќи има доста најави за уплати од корпоративниот сектор, локалните самоуправи и има неколку најави од надвор, значи од странство. Досега добијани се доволно донации во кебиња и постелни на кои од следната недела ќе бидат донирани во болниците во Скопје, Штип и Кочани. Апелираа донациите да бидат во финансиски средства кои ќе бидат предадени на семејствата на жртвите во трагедијата и на повредените кои треба да го продолжат лекувањето. Апелот на Црвен крст беше да се донираат повеќе финансиски средства, значи секој кој што може да донира толку колку што може, бидејќи сметавме дека финансиската донација ќе им биде најмногу потребна и најкорисна на семејствата, бидејќи во наредните периоди долготрајно ќе трае лекувањето на пациентите, нели се дека се вратат во нека нормална состојба за да го продолжат својот млад живот. Имаме и доста големи донации во нашите магазини во Црвениот крст на град Скопје, каде што имаме постелни, кебиња, перници, дополнителна опрема, пешкири, пижами, се она што е потребно нели да се донира во болниците во Скопје, Кочани и Штип, и сите во текот на следната недела ќе бидат донирани. 24 мобилни екипи на Црвениот крст и повеќе од 180 волонтери денеска и во сите овие денови на тага им се поддршка на семејствата на загинатите и повредените од пожарот.
Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, може да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Тука е крајот на овие вести, следите се во 23. Имајте пријатен вечер.